се пореаат дечките свака час. Ние имавме некоја грешка во првото полувреме, после тоа пробавме да го поправиме, дојдовме до неречен резултат, на крајот и поведовме, но во продолжетокот они има повише среќа, не победија, и еднаш свака час се најдобро момци. Морам да кажам дека сум разочаран од поразот, но мора да се признае дека имавме големи проблеми во текот на надпреварот со тоа што се повреди нашиот најкорисен играч Соколов. Имавме голем број на проблеми со лични грешки, одигравме на продолжетоци, мислам дека погрешивме, не бевме доволно агресивни, немавме добро заградување во последните моменти, значи имаше клучни неколку скокови од екипата на Куманово. Сакам во оваа прилика да им се извинам на нашите навивачи кои дојдоа во голем број да не поддржат, но ние во овој момент не бевме во можност да извојуваме победа за нив. Верували смо да можеме, морали смо да победиме оваа утакмицу која од страшно великог значаја за нас, да се вратиме у победнички ритам кој смо имали и пре нове године. Многу смо желели ово да победимо, да се наđемо у полуфиналу купа, мислим да тоа заслужуваме. Хвала публици што е дошла во оволиком број да нам помогне. Благодарам пред се на честитките, мислам дека вечера заслужено победивме. Без разлика на тоа што надпреварот беше цело време неизедначен, имавме голем број на промашени пенали и зицери, успеавме се на голема борбеност да надополниме тоа и мислам дека заслужено победивме и користам прилика да им честитам на момците за храбра машка игра и заслужена победа. Видете, Ројс ја отвори утакмицава многу добро во прва четвртина. Подоста му се приклучи Врањеш кој полека се враќа во оној потребен надпреварувачки ритам. Меѓутоа да не издвојуваме поединци, тука и Мандич, тука се Радуло и Станимировиќ, сите оние момци што игра надпревар го дадоа својот максимум и успеавме да извојуваме една голема победа. Знаеме работнички во последната недела се засили со тројца квалитетни кошаркари, меѓутоа вечера бевме ние подобар противник и мислам дека заслужена е победава. Видите, квалитетите на Лирија ги знаеме, меѓутоа Карпош Соколи е засилен во последен момент, не знам со какви играчи располага сега составот на Карпош Соколи. Доколку се засилени соодветно, мислам дека би било и тоа неизвестен надвор, меѓутоа сепак моје мислење дека квалитетот е на страна на Лирија и очекувам дека ќе се состанеме со екипата на Лирија. Меѓутоа овој систем на преварување многу пати досега покажал дека не победува подобриот и доколку се случи поинаку, мислам дека нема да биде изненадување. Не, Луковиќ нема да настапува без разлика дали ќе идеме во финале. Има дисторзија на зглобот, вратен е во Белград на соодветна терапија побрзо да се врати назад. Мислам дека го очекуваме за надпреварите во Библ Лига, а тоа се надевам дека ќе биде против Ботевград на 18 февруари.